Како компанија со над 3000 вработени, не можевте да бидете изземени од она што се случи минатата година овде во Кочани. Вие како менаџер, генерален на оваа компанија, како го видовте сето тоа од почетокот? Па сигурно, таква една трагедија не можеше да не одмине. Бевме директно погодени, двајца наши вработени, млади луѓе, за жал не се повеќе меѓу нас. На наши вработени деца, исто така да тоа беше сериозен удар за компанијата и може би деловно, меѓутоа и повеќе емотивно и лично и сепак сигурно дека имавме доста потреси во првиот момент, меѓутоа заеднички успеавме со поддршка едни со други, со охрабрување да ги надминеме тие тешки моменти. Сепак Амфенол беше една од компаниите која и најмногу помогна во овој случај. Па сега ние се потрудивме да направиме што можеме повеќе во рамките на нашите можности секако. Веднаш истиот ден, тоа беше недела, се сеќавам, попладне имавме состанок тука со менаџментот наш интерен и одреагиравме колку можеме побрзо да се помага од аспект на трансфери, транспорти, хотели на тие луѓе кои што е потребно нешто околу лекување и сите тие работи, бидејќи ние како компанија сепак можеме побрзо да реагираме отколку институциите сепак треба неколку дена повеќе време и мислам дека тоа беше баш една помош во тој период. Морам да нагласам дека уште на пладне во недела претседателот на корпорацијата Адам Норвит ми се јави, бидејќи тој беше само неколку дена, десетина дена пред тоа беше во посета кај нас. И веднаш се реагираше што треба од помош и што треба да превземам и апсолутно поддршка и потоа од сите други колеги од деловните единици кои што се во дел од Амфенол овде. Така да мислам дека беше тоа една работа која што многу ни значи на мене лично и сигурно треба сака да споделам и со јавноста дека веднаш одреагира, веднаш се понуди за секаква помош и поддршка што треба да се направи. Тоа што сметавме и што можевме во тој момент го одреагиравме. Помалите фирми и компании секако беа засегнати од она што се случи, како Амфенол како најголем деловен субјект изреагираше околу бизнис случувањата, дали сето тоа имаше влијание и кај вас? Па ние првично беше, главната цел беше да го амортизираме ударот, бидејќи ние сепак постојавме за купувачите и мораме да ги сервисираме нашите обврски према нив. Успеавме да најдеме решение со разбирање на проблемите кои што се јавија и тоа мислам дека успешно се трансформиравме да можеме да одговориме. Посебно првата недела секој беше најтешка од целиот период, што и нормално. И тоа после тоа наредните мислам дека немавме некакви сериозни импликации деловно. Пред се морам да се заблагодарам на разбирањето, на солидарноста на сите вработени, бидејќи ако требаше се прават ротации, се направија ротации на некои работни места, ако требаше некои ротации во смени, се што требаше, никој апсолутно не пружеше никаков одот, дури напротив, сите се покажаа солидарност и за тоа сум им благодарен и мислам дека во голем дел и тоа беше важно за да можеме да продолжиме нормално. Тоа е што се однесува до компанијата, како граѓани на Кочани гледате на случувањата во градот и што може да се поправи? Па прво морам да кажам дека јас лично бев многу погоден и емотивно од ситуацијата, бидејќи моите деца се во тие години, веројатно во тој момент не биле тука, ако биле во Кочани, веројатно би биле и таму. Нивни другарчиња, нивни пријатели, деца на наши пријатели, значи многу голем дел од тие деца јас лично ги знам, да се дружеле со нив, дел од починатите биле кај нас и дома и приватно и секако. Така да тоа
Тоа е нешто, мислам дека нема граѓани на Кочани кои што тоа не го доживел. Сите ние на некој начин се работи за голем број на млади луѓе, сме поврзани како на некој начин, меѓутоа тоа е тоа, животот мора да продолжи, едноставно моравме да се ставиме во ситуација како и секогаш да им помогнеме на тие што се најзагрозени во тој момент или на тие што се најранливи и емотивно и психички, за да може да се охрабрат, да се продолжи натаму. Не можеме сите само да кукаме и да не знам, тажиме над судбината која што е страшна, меѓутоа мораме да најдеме сила да им помогнеме на тие што беа најдиректно засегнати. Така да првите неколку недели сигурно беа најстрашни и најлоши од кога јас памтам. Јас сум Кочани цел живот. Такво нешто немам доживеано. Се надевам дека и нема да се повтори никогаш. Како поминува времето, сигурно дека работите се подсредуваат, консолидираат. Најтешко ќе биде за семејствата на тие млади луѓе кои што заминаа. Тоа е нешто што никогаш не може да се надомести, меѓутоа мора да се продолжи да се живее, останатите сите полесно или потешко се снаоѓаат, мора да им даеме и на нив охрабрување, да им дадеме надеж дека мора да се продолжи и дека работите мора да се враќаат полека во некоја нормала која што е, да речеме, прикладна за ситуацијата. Да кажеме само уште дека никогаш да не се повтори никаде во светот. Ви благодарам за ова емотивно излагање. Апсолутно да, никаде не посакувам, нити па на крај памет дека ова може да се повтори, барем генерално никаде во светот, а не во Македонија или во овој регион каде што сме сите така испреплетени, имаме сериозни и други проблеми, не ни требаат овакви. Сигурно, се надевам дека ќе биде така.